Почитувани колеги, новинари, почитувана јавност. Утринава бев повикан во МВР по налог од основното јавно обвинителство пред кое ја држам оваа пресконференција. Бев повикан поради тоа што годинава ја објавивме снимката од градоначалникот на општина Шуто Оризари, Курто Дудуш, на која се гледа како тој бесправно лишува од слобода, односно киднапира човек и истиот физички го малтретира, односно го тепа. Ова е навистина иронично затоа што јас треба да сносам некаква одговорност затоа што сум објавил снимка на која се гледа како функционер на власта тепа човек. Ме повикаа во МВР. Морам да признаам дека службениците беа навистина професионални и ми дадоа до знаење дека морало да ме повикаат затоа што имале налог од обвинителството. Ово обвинителство веќе во серија малтретира новинари. Јас сега како уредник на Економски лидер сум поканет поради оваа снимка, а претходно имаше уште неколку други новинари кои се теретени од обвинителството. Спрегата со власта на Јовевски е очигледна и би рекол дека се работи за буквално љубовна поврзаност со власта која му дава порив да ги малтретира сите оние кои критички ја обработуваат власта, па еве објавуваат и снимки на кои се гледа брутално тепање. Не знам дали понатаму ќе се процесуира ова дело, не знам дали ќе одговарам, но навистина ми е нејасно како е можно во една земја која за себе вели дека е демократска да се случуваат вакви работи. Очекувам многу одговори и од Јовевски и од неговите љубовни врски со власта. Не знам, можеби овие црни листи за новинари се прават во кабинетот на председателот Пендаровски, со кој тој очигледно е лично поврзан. Не знам што се случува, но ова сериозно ме загрижува. Не само затоа што јас сум пример, затоа што веќе станува пракса во нашето општество. Во исто време морам да истакнам дека во полиција кажав дека никогаш нема да го открием изворот и никогаш нема да го открием човекот кој ми ја даде таа снимка на која се гледа како еден избран функционер тепа граѓани. Им реков дека ми беше доставено од човек кој никогаш нема да го открием, па и кривично да одговарам, и дека USB-то кој ми беше доставено од свиркачот може да го побараат во Вардар, затоа што откако ја објавив снимката го фрлив таму. Очекувам да видам што ќе се случува понатаму и се надевам дека ово обвинителство ќе престане да биде маша на своите политички виновници. Дали има прашање? Дали беше побарано откривање на изворот или материјалот кој што се го добил да се објавил и пошто конкретно се сумневаш кога велиме институции кои што на овој начин се обидуваат можеби директно да влијаат врз слободата на изразување на Видете, колега, тие од мене побараат директно да им открием кој ми ја дал снимката. Јас реков дека тоа нема да го направам, па и кривично да одговарам. Дотолку повеќе што имам и уставно загарантирано право на тајност на изборот. Што се однесува до институционалната поврзаност, очигледно е дека обвинителството терети само новинари кои критички ја обсервираат власт. Имавме еден пример пред некое време во кое беше поднесена кривична пријава против новинар затоа што објавил делови од случајот Рекет, објавил записници. Истото тоа го видовме и на една провладина телевизија, но никој не поведе постапка за тој случај. Токму затоа сметам дека во овој случај ОЈУ е маша во раците на власта и има многу зошто да верувам во тоа. Курто Дудуш тепа човек, не го теретат него, не се појавува на суд и тие не го приведуваат, а ме теретат мене затоа што сум објавил снимка на која се гледа како Курто Дудуш тепа човек. Ако тоа е правда која би требало да функционира во една демократска држава, тогаш најдобро сите да се иселиме од
кои механизми ќе ги искористиш со оглед на вас Кон камерите. надлезен? Како механизам кој ќе го искористам е тоа што во најбрз можен рок ќе ги информирам сите представници на дипломатскиот корп во Македонија, оние кои доаѓаат од западот, од стратешките партнери на Македонија, за да им посочам што се случува во нашата земја. Доколку има судење, ќе присуствувам на тоа судење, доколку ме повикаат и во ОЈО да дадам исказ, затоа што сега дале налог на полиција, јас ќе отидам и таму, а таму можеби и ќе им кажам дека човекот кој ми е дал снимката многу личи на Зоран Заев, па да видам како тогаш ќе реагираат.